Толпократијата е демократија со дефект. Демократијата никаде не е совршено остварена како по книга. Постојат различни дефекти. Има ситуации каде што иако власта се избира со гласање и секој има право да се кандидира, само мал круг луѓе имаат услови за тоа. Например, каде што за добар резултат на изборите се неопходни многу пари за скапи кампањи. Таму на власт може да дојдат само мал број богати луѓе. Тоа се вика олигархија. Спротивно на ова, има ситуации каде што иако власта се избира со мнозинство, потоа наместо да им служи на сите граѓани, таа работи само за интересите на тоа мнозинство. Другите или немаат никаква корист од неа, или трпат штети. Мнозинството пак наметнува амбиент во кој секој што сака целосно да ги ужива граѓанските права и услугите од државата, треба да се претопи во него. Тој што не сака секогаш ќе биде во вториот ред. Тоа се вика толпократија. Толпократија е збор од политичкиот жаргон, кој буквално значи владење на толпата. Демократијата е владење на народот, но кога еден дел од него сака целосно да надвладее над другиот, само затоа што е нешто поброен, демократијата станува дефектна и се претвора во толпократија. Во политичката наука оваа појава се нарекува охлократија. Толпократијата ја следи логиката на акционерско друштво. Ако некој има 51% од акциите во една фирма, има право да носи 100% од одлуките, а помалите акционери не мора за ништо да ги прашува. Сепак тие имаат избор. Ако не се задоволни, едноставно можат да ги продадат акциите. Во политиката, кога има толпократија, често се вели дека тие што се незадоволни можат да се иселат од државата. Тоа е прекршување на нивните основни граѓански права. Слично како олигархијата, толпократијата многу наликува на вистинска демократија. Таа е демократија на хартија, но во суштина е многу далеко од тоа. Како да ги разликуваме? Наједноставниот начин е според тоа колкав личен избор има поединецот. Ако тој може да биде многу различно од мнозинството според животниот стил, ставовите и желбите, тогаш нема толпократија. Но ако е попаметно да не биде црна овца и што повеќе да се вклопи, тогаш ја има. Друг начин е професионализмот. Ако секој може да си ја врши работата според правилата на струката, тогаш нема толпократија. Но ако секоја работа мора да се подведе на волјата на мнозинството, тогаш ја има. Ова подразбира: наместо инженерите, мнозинството да одлучува дали канализација ќе се прави од бетонски или од хартиени цевки. Наместо архитектите, мнозинството да одлучува која зграда како ќе изгледа. Наместо правниците, мнозинството да одлучува дали има правда или нема. И други примери. Но клучно е што ниту тогаш вистински не одлучува мнозинството. Повторно одлучува мал круг политичари кои сметаат дека поддршката што им ја дало мнозинството им дава право да донесат какви одлуки сакаат, дури и ако тие се спротивни на стандардите и на логиката. Како заклучок, поединецот е центарот на демократијата, масата е центарот на толпократијата. А кога нешто е во дефект, или треба да се поправи, или целосно ќе се расипе.